Почитувани гледачи, добро вечер. Ве поздравуваме во ова ново издание на емисијата Ваш термин и се надеваме дека и денес, како и впрочем секогаш, ќе доставиме корисни информации кога станува збор за проблемите со вашето здравје. А секако знаете дека сме контактна емисија во живо, па и всушност ќе можете на онаа тема за која што ќе говориме денес да се приклучите во нашиот разговор, да поставите некое прашање, а одговорниот доктор, кој што е веќе со мене по студиото, ќе се обиде да ви даде совети и насоки како да пристапите кон решавањето на вашите проблеми. Денес ќе говориме за оралното здравје, грижата за оралното здравје, какви се проблеми има околу проблемите со забите, значи за сите овие прашања, за сите детали околу грижата за оралното здравје, одговорен денешен доктор е доктор Кристијан Ристовски, кој што е стоматолог. Секако дека сето она што ќе го говориме овдека ќе биде околу оваа тема и се надевам дека ќе има интерес од ваша страна. Впрочем, како што се вели, оралното здравје е исклучително важен дел од општото здравје на секој човек и како такво е од примерно значење за функционирање наше и наш квалитетен живот. Секако ќе кажа и нешто повеќе колку е значајно, значи да имаме добро орално здравје, всушност и за нашите сите други органи и нивно добро функционирање. Меѓутоа, пред да го поздравам доктор Кристијан, ќе побарам од режија да го пуштат прилогот кој што е подготвен токму на оваа тема, а потоа се враќаме во студиото да го започнеме денешниот разговор. Оралното здравје е исклучително важен дел од општото здравје и како такво е од примерно значење за функционирање и квалитетен живот. Кариесот и гингивопарадонталните заболувања се најраспространети болести на устната празнина кај децата. Епидемиолошките податоци од литературата укажуваат на тоа дека преваленцијата на овие заболувања е понатаму висока и покрај фактот дека етиолошкиот фактор за нивно настанување е познат. Денталниот биофилм е причинител за појавата и на кариес и на гингивопарадонталните заболувања, така што со негово отстранување се овозможува зачувување на оралното здравје. Затоа и треба да се фокусираме на диагностиката и спречувањето на сите ризик фактори кои можат да доведат до појава на орални заболувања. Здравственото воспитување е еден од најважните фактори на примарната превенција и представува почетна мерка за зачувување на оралното здравје. Тоа треба да резултира со промени во однесувањето кои што ќе имаат за цел намалување на акумулацијата на денталниот биофилм. Мотивацијата за правилно и редовно одржување на оралната хигиена е од големо значење за превенцијата на оралните заболувања. Добро оформената и стекната навика за одржување на правилна и редовна орална хигиена по правило се задржува цел живот, а тоа е еден од предусловите за зачувување на здравјето на устата и забите. Имајќи предвид дека забите никнуваат здрави, логично се наметнува решението дека наједноставен пристап за зачувување на оралното здравје е одржување на изникнатите заби здрави со сите расположливи средства и мерки на превенција и профилакса. Нивната примена е најефикасна ако се спроведуваат уште од најрано детство и ако преминат во секојдневни начини на однесување. Промените во устната празнина и забите се една од причините зошто да посетите стоматолог. Болката во забите е првиот аларм за посета на стоматолог. Чекањето овој процес да заврши и болката да помине сама од себе може само да ве наштети. Како што минува времето, процесот во болниот зоб продолжува да го уништува, а болката може да стане уште поголема. Болката во вилицата може да се јави како резултат на сериозна забоболка, воспаление на синусите, чкрипење на забите или проблеми со виличниот зглоб. Болката во вилицата е уште еден симптом кој бара посета на стоматолог. Тој ќе утврди зашто точно станува збор, дали причината е поврзана со забите или пак ќе ве упати на оториноларинголог. Привремено лош здив предизвикан од она што го јадете или пиете не е причина за аларм. Доколку лошиот здив трае долг период, посетете стоматолог. Тоа може да биде предупредувачки знак за заболување на непцата или нешто посериозно. Најчесто, лош здив може да се намали со редовно читкање на забите и чистење со конец за заби. Крвавењето на непцата може да се јави од неправилно читкање на забите при што се оштетуваат непцата, но може да биде и знак на болест на непцата или воспаление гингивит. Не треба да ве загрижува доколку повремено на забниот конец најдете траги од крв. Но често крвавење од непцата кое е придружено со болка
е вистинска причина да закажете преглед кај вашиот стоматолог. Присуството на ранички во устата може да биде причина за појава на инфекција, најчесто вирусна или габична. Најчест проблем со кој се соочуваат пушачите е појава на леукоплакија, бели лезии на слузокожата на устната празнина. Секоја промена на слузокожата треба да се пријави кај стоматологот. Иако честопати не се видливи со голо око, напукнатите заби може да предизвикуваат болка доколку не се третираат навреме. Токму затоа, напукнати заби, повреда на забите, чкрипење на забите, се состојби кои доколку не ги третирате, може да предизвикаат други компликации. Еве од прилогот можевте да слушнете повеќе информации, значи некако сумирани во едно и впрочем најава за она што, како што кажав и на почетокот, ќе говориме денес, грижата за оралното здравје, проблемите со забите и се она што опфаќа оваа тема. За таа цел веќе со мене во студиото е доктор Кристијан Ристовски, кој што е стоматолог и ни доаѓа од приватната ординација доктор Кристијан. Така ми се чини и се вика ординацијата. Ви посакувам за прв пат добри дојде во ваш термин и се надевам дека ќе имаме убав разговор. Добро вечер и благодарам на поканата. Навистина ми е чест да разговарам денеска со вас и со пошироката публика за оралното и денталното здравје, како и за телесното. Така. Ајде први на почеток да ни кажете што се подразбира под орално здравје и колку е важно ние да се грижиме за нашето орално здравје. Под орално здравје се подразбира целосното здравје на устната празнина, а под устната празнина ние не подразбираме само здравјето на забите. Подразбираме и здравјето на јазикот, на оралните лигавици. Особено е важно и здравјето на гингиво-пародонталниот комплекс, како и зачувување на виталноста и бројот на сите заби во оралната празнина. Затоа што доколку ние имаме целосно здрава орална празнина, ние ќе можеме да го извршуваме актот на мастикација, односно на жвакање целосно, правилно како што треба. Така. Нормално да формираме нормален залак, односно болус на латински како што велиме ние, за на желудникот и подоцна на целиот дигестивен тракт му дадеме веќе примарно добро обработена храна за он да може да почне со процесот на ресорпција на хранливите материи. Така. Затоа уште како мали ни велеа дека треба добро да изжвакаме храната, за нели работата на желудникот да му ја олесниме на некој начин и тој правилно да обработи. И на желудникот и на цревата. Така, и затоа е важно забите нели да ги имаме ние во устата за да тој процес биде комплетен. Да, важно е да ги имаме сите заби, не само заради естетика на нашата насмевка, туку и за функција на целиот дигестивен тракт, затоа што со губење на забите, нели како што реков претходно, нема да можеме да го обавиме актот на жвакање како што треба и даваме покрупни залци подолу во желудникот. Со тоа ние можеме да предизвикаме многу поголеми проблеми. Так. Например гастрит, ентерит и така натаму, па да имаме и проблеми со ресорпција, со варење на храната, нередовна столица. Так. И така натаму. Значи како што велат потекнува од устата. Значи она што го внесуваме преку устата и како го внесуваме се одразува на работата на нашите други органи во телото. И затоа е важно нели се тоа правилно да го правиме токму онака како што треба, за да и желудникот се изврши својата функција и цревата и така натаму. Што се подразбира под правилно орално здравје? Ние знаеме дека нели треба забите да ги четкаме наутро, навечер. Дали после секој оброк треба да се четкаат забите за да навистина стекнеме едни добри навики и сето она што како што велиме, онаа храна што јадеме без разлика дали се работи за благо, за некои засладени сокови, за да не делуваат штетно врз нашите заби, да не предизвикаат кариес? Тоа е навистина добро прашање и можам да кажам прво дека во денешно време со динамиката на денешното живење не постои човек кој што може после секое јадење да ги четка забите. Така. Меѓутоа доволно е да се четкаат забите наутро и навечер. Се препорачува по 3 минути, меѓутоа некогаш и тоа е премногу нели за нашето живење.
Добро е да се користат интердентални четки. Што значи тоа? Баш сакав да ве прашам околу четките. На колку време треба да се менуваат и какви четки да се користат? Бидејќи има нели потврди, помеки, средна, мекост на четката. Која четка е најдобра, бидејќи нели ако е потврда може да се предизвика крварење на непцата, можеби да се повредат непцата. Како да се користи и колку четката? Крварењето на непцата е најмалиот проблем, ако верувате, што може да го Односно предизвика тврдата четка. Тврдата четка за заби, старата школа на стоматологија вели дека треба да се користи потврда четка за да се исчистат добро забите. Убаво. Меѓутоа, новите истражувања покажаа дека тоа и не е баш така. Зошто? Тоа не е така затоа што тврдите четки најпрво прават една траума на непцето. Со агресивно четкање, со цврсто четкање, со тврда четка, непцата почињаат да се повлекуваат надолу, односно нагоре во зависност од забите, под дејство на силата. А и самите заби, самата забна глеќ, односно забниот емајл, како што велиме на македонски, се разјадува малку по малку. Малку, но сепак се отвараат некои микропорозности. Затоа многу е битно да се користат четки со меки влакненца. А битно е правилно да се четкаат забите. И забите, и јазикот, и посебно ќе нагласам дека е многу битно да се четкаат правилно непцата. Затоа што помеѓу забот и непцето постои едно кое што ние го викаме гингивален сулкус. Тој е со мала длабочина и доколку ние не ги исчеткаме остатоците од храна од него, тука е првата влезна врата за пародонталната болест, односно за гингивитот, па подоцна можеби и за пародонтопатијата. Така. Значи сега да потенцираме, бидејќи кога одиме да купиме четки, нели пишува медиум, софт, хард. Која четка сега да ја купиме? Ултрасофт. Ултрасофт и по можности интердентални четкички. Значи да се побара интердентална, она што е тенката четкичка што може да се тенка како чачкалица што се протнува помеѓу секој зоб. Да се убаво да се исчисти. И тоа си има за секоја група на заби, за секој заби различни дебелини на четките. Тоа се учи со таа индивидуално тренирана орална профилакса на докторот, кој што ја одредува дебелината на четката, интерденталната четка, која што може да ја стоматологот треба да определи. Да, најубаво е стоматолог. А на колку време е добро да се менуваат четките за заби? На еден месец. На еден месец. Значи што почесто тоа подобро. Да. Затоа што кариесот е де факто бактериско заболување. Тоа е инфективно заболување понекогаш, не понекогаш, него секогаш инфективно заболување и многу е добро да се смени четката, не само заради бактериите од устата. Ке се изненадите какви се бактерии може да се најдат и какви се микроорганизми на една четка кои што не се воопшто поврзани со оралната празнина. Имаше и микробиолошки студии дури на таа тема и најдоа фрапантни резултати со студиите на четки. Така. Значи да заклучиме, четката се менува еднаш месечно. Секогаш, значи еднаш месечно, секој месец практично, и се купува се купува ултра мека четкичка, ултра софт четкичка. А интерденталната ја одредува стоматологот. Ете тоа околу грижата за здравјето и околу потребата на четките. Одиме понатаму. Какви проблеми со забите? Почнуваме од кариесот, па се понатаму. Што се случува со забите? Какви проблеми? Прв проблем и најчест проблем, дури најчесто заболување, најчесто светско заболување и најчесто заболување на забите е забниот кариес. Забниот кариес е, како што споменав претходно, бактериско заболување, кое што е предизвикано од одредени бактерии, Streptococcus mutans, Lactobacillus и така натаму. И тоа е заболување кој што овие бактерии, кога ќе се населат на забната површина, а ние не ја исчеткаме добро забната површина и не пројдеме со тие интердентални четкички, ја омекнуваат забната субстанција, затоа што забната субстанција е малку помека од дијамантот. Тоа е една екстремно тврда субстанција, забната глеќ, односно забниот емајл. Овие бактерии лачат киселина, тие се велиме ацидурични, ацидогени и тие ја разградуваат таа забна субстанца, полека ја размекнуваат, со тоа настанува забен кариес, кој што подоцна прогредира до нервот на забот, односно забната пулпа. Така.
која што ја воспалува и настанува пулпит. Тоа е таа болка во забот. Сега постојат повеќе видови пулпити, но во интерес на времето да не должам со диференцијална диагностика. Така. Битно секогаш после тоа си постојат одредени терапии за да се извади нервот на забот, односно забната пулпа, за херметички да се затвори каналот, за добро да се наполни до самиот врв и доколку не го сочуваме, не се сочува забот витален во устната празнина, барем да го сочуваме како една структура. Да го сочуваме на место. Добро. Ајде тука јас ќе се обратам до нашите гледачи. Значи, оние што не следат редовно знаат дека секоја емисија по соработка со нашите пријатели, значи со Хун за маслото, за првите 20 гледачи кои што ќе се јават во програма, а секако ако имаат и некое прашање, плюс да постават околу оваа тема, без разлика за каков проблем во однос на забите се работи, ќе добијат значи едно хун за масло од сладки семки, едно хун за масло од горки семки, кое што се користи како додаток во исхраната и како превенција од некои видови болести кои што не можат да се јават во секојдневниот живот, а и за подигање на имунитетот. Па можат од режија, ако има некој гледач да го вклучат за да ги поделиме маслата, а во меѓувреме да продолжиме со разговорот. Значи, кариесот кажавме, може да се излекува, претпоставам до одреден степен. Кариесот секогаш може да се излекува со тоа што постои почетен, среден и длабок кариес, но сепак размекнатата забна структура, забна супстанца се чисти во целост и се става подлога, па пломба, се моделира пломбата да биде како природниот заб. Нормално тоа е многу битно да не се стави рамна пломба на забот, за да има правилно распоредување на џвакопритисокот. Односно, ние кога јадеме, не можеме целиот притисок да го префрлиме само на една точка на коренот на забот. Затоа се тие, ние што ги велиме фисури и јамички, односно нерамнини во забот, затоа е тоа така создадено. Да, Господ го создал тоа, така, односно природата, со некоја причина. Така, се надам дека имаме гледач кој се јава. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Драги Илиевски од Скопје. Повелете, драги. Па се јавам за маслово репо. За маслото? Добро. Еве забележав. Имате ли некое прашање или проблем со забите, можеби? Немам. Добро, тогаш еве останете да не следите во секој случај. Веќе од утре па натаму ќе може да се јавите во телевизија, па ќе ви кажам кога ќе можете да дојдете да си го подигнете маслото. На овие телефони? Да, на истиот телефон ќе може да се јавите, па ќе ви објасниме кога точно да дојдете за да си го подигнете подарокот. Фала, пријатно. Ајде, пријатно. Имаме ли некој друг гледач режија? Добро, додека чекаме да се јави, значи кажавме кариесот е тоа. Втор проблем со забите, како што говоревте, настанува проблем со непцата и гингивитот. Точно. Потоа од гингивит пак се добива парадонтоза или парадонтопатија. Како се случува тоа? Што се случува? Значи, кои се симптомите? Кога треба да се реагира? Имаме гледач, ајде сепак да го вклучиме гледачот, па ќе да објасниме. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Ало. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Кој се јавува? Се јавува Сонја од Скопје. Сонја, имате... Да, јас се слушам. Така. Добро вечер, поздрав за докторот. Благодариме. Поздрав за докторот. Поздрав и до вас, Сонја. Значи, намалите го тонот на телевизорот, го слушам до овде, затоа не можете убаво да не разберете, ви се враќа сигналот, за да можеме ни убаво да се направиме комуникација преку телефон. Дали го намаливте тонот? Да, мислам дека го намалив. Ете така, сега говорете, убаво ве слушам. Имате ли некое прашање во однос на денешнава тема? Сакам само да го поздравам докторот, јас сум негов пациент. Така, баш ми е драго. Презадоволна сум. Значи, изузетно квалитетен доктор, кој што толку добро ми ги направи забите, што можам дури на Colgate реклама да направам. Баш ми е драго што сте задоволни. И многу ми е драго што го гледам на телевизија, да, баш ми е драго, изузетно способно дете. Така, дали би сакале да бидете добитник на второто масло од... Би сакала, зошто да не? Од семки од кајси, само ќе ми го кажете презимето. Сонја Павловска. Павловска, добро, Сонја. Ви благодарим ете што се приклучивте во нашиот разговор и уште повеќе што сте пациент на доктор Кристијан
и се надевам дека еве ќе и понатаму ќе соработувате во се социјални секако, да добро се грижите. Го имав кај него секако. Така. А за подарокот ќе се слушнеме ние денови, ќе ви кажам точно кога ќе може да дојдете, да си го подигнете во телевизија Сонце. Многу ви благодарам. Ви благодарам и вам, убав ден. Доктор Кристијан, ајде да кажеме за гингивитот и парадонтопијата. Да се обратам до пациентката. Да. Добро се сеќавам на Сонја. На пациентката Сонја. Тоа беше еден изузетно комплициран, исклучиво комплициран случај, каде што сработивме една комбинација на фиксна протетика, фиксно протетско решение, односно мост. Во случајот беше метал-керамички мост и на тоа надоврзавме една визил протеза, односно мобилна протетска конструкција. Навистина, драго ми е што пациентката ме следи до ден денеска и по социјалните мрежи, а еве и на телевизија. Така. И драго ми е што се јави како задоволна пациентка. Ајде да слушнеме мој гледач кој се јавува. Ало, добро вечер. Добро вечер. Поздрав од водителката и до докторот. Ја заби има вештачки, дали има нешто за тоа, вака некојаш не ми е баш во ред. Добро. Со забиве, некојаш воспаление ми фаќа немцата. Аха, што да правите во однос на тоа? Да, што може за тоа нешто? И мире само да степ на забиве, да стега. Така, значи ви создава нервоза? Да. Добро. Еве останете со нас, доктор Кристијан. И за мене од веќе ги поделивме подароците, ќе не следите следната емисија, до тогаш ќе имаме уште две, па се надевам дека ќе не добиете на време, за да еве го добиете масото на подарок. Ете така. Што да преземе нашата гледачка, или требаше нешто да се доискажете за претходната? Не, тоа е тоа што сакав да го кажам за претходната, меѓутоа за оваа гледачка што кажа дека има вештачки заби. Стоматолошката протетика е една исклучиво добра специјалистичка гранка на стоматологијата, која што е подеднакво и стоматологија и уметност, и медицина и уметност. Значи тоа не е добро изработено, претпоставам, па? Не би можел да кажам, посебно не сакам да критикувам други колеги, затоа што навистина тоа не е добро. Нека биде гледачот на линија, ќе го вклучиме. Воопшто, но сепак би сакал да видам кој тип на протетска конструкција, дали е тоа мобилна протетика, дали е тоа мост, дали е тоа визил протеза, односно скелетирана, за да знам дали треба да се скрати од протезата, дали треба да се во секој случај има некој проблем што го предизвикува тоа. А за секој проблем во денешната стоматологија има и решение, фала Богу. Ајде да слушнеме кој е на линија. Добро вечер. Дали се слушаме? Ало, добро вечер, дали се слушаме во емисијата? Да, веќе ве слушаме, повелете. Еден голем поздрав до докторот Кристијан, се јавуваме од Куманово. Татко ми е пациент на докторот. Така. Сакам да го прашам докторот, а татко ми е презадоволен, тоа сакам да кажам, докторот е супер. Така. Сакам едно срочно прашање до докторот, што би ми препорачал некоја паста за белење на забите. Каква паста за белење на забите? Да, добро. За белење на забите или некој третман, не знам што би препорачал докторот. Така. Добро. Еве, останете да не следите, ќе слушнете доктор Кристијан што ќе ви препорача. Доктор Кристијан. Фала, поздрав уште еднаш. Благодариме, поздрав и до вас. Паста за белење на забите, денеска на пазарот се нудат многу пасти кои што подеднакво добро може да ги избелат забите, како што реков претходно, битна е техниката на четкање на забите, честотата на четкање на забите и четката која што ја користиме. А за избелување на забите постојат исто така стоматолошки третмани белење на забите, дали е тоа ендогено, екзогено белење, да не објаснам, да не навлегувам во тие теми. Постојат техники на белење кои што може да ги доведат забите до неколку нијанси побели од таа која што е сега. Секако тоа бара откажување од некои работи, од некои, ајде да речеме, сладки задоволства и навики, како што се цигарите, црвеното вино, цитрусните сокови, соковите со пребојување, овошја кои што пребојуваат и храна која што пребојува заби. Така. Добро, ете се надевам дека ќе ве послуша, а ако сака нели повеќе нешто, може да се слушне директно со вас, бидејќи кажа дека ве познава и дека неговиот татко е ваш пациент. Добро вечер, за кого повелете? Добро вечер. Добро вечер, повелете.
Жаклина Василева е на телефон. Јас и мојот сопруг сме пациенти. Се слушаме? Да, ве слушаме, говорете. Сме пациенти на доктор Кристијан. Презадоволни сме, без оглед на тоа што немавме некои посериозни интервенции. За среќа наша беше само чистење на зъбите и некои си консултации. Можам да кажам слободно дека консултациите што ни беа дадени од страна на докторот вродија со плод и сега немаме него никакви проблеми со зъбите. Сакам само да го поздравам докторот, да му посакам успешна работа како до сега и навистина е дијагностичар како ретко кој. Ви благодариме. Поздрав од нас двајцата и успешна кариера. Инаку за прашање, сакав да прашам за обелување на зъбите, меѓутоа тој даде одговор на претходниот гледач и не би сакала да се повторуваме. Добро, ви благодариме што не следите, ви благодариме за убавите зборови и многу ми е драго што еве пациенти на мојот денешен гостин не следат и се во програма да потврдат нели она што тој го работи секако со позитивен успех и искуство од она што вие сте го имале кај него. Доктор Кристијан, до каде стигнавме? Верувате ми, на вас ви е драго што слушате мои задоволни пациенти, ми е 10 пати подраго, затоа што човекот може би работи за финансискиот дел, за финансиски средства, меѓутоа сепак живее за признание. А на некој човек, посебно на доктор, да му се даде признание за неговата успешна работа, навистина е големо, барем за него, па се заблагодарувам на пациентката и на нејзиниот сопруг за укажаната благодарност. Така, доктор Кристијан, само да кажеме дека парадонтопатијата се лекували? Да, парадонтопатијата. Ако навреме се или и да е малку. Па и може и во малку поодмината фаза се специјалистичката гранка наречена парадонтологија. Тоа е хируршка гранка, повеќе хируршка, тоа не се занимава само со како што на мислење од пошироката јавност со чистење на зъбен камен и пародонтални џепови, тоа е специјалистичка гранка која се занимава со стерилизација, дезинфекција на пародонталните џепови, надградување на зъбната коска, изгубена од бактериското заболување, па е мултифакториелно заболување наречено парадонтопатија. Тука има улога и генетскиот фактор, и начинот на живот, и исхраната, и бактериите. Надградување на коската, стабилизација на состојбата и стабилизација на веќе расклатените зъби. Расклатените зъби се немаме уште многу време, а многу ми е важно само накусот да напоменеме дека кога веќе зъбите се губат, се прават нели вештачки, тука се подразбира правење на мостови, споменавте така. Тотални протези, парцијални протези, се тоа може да бидат скелетирани протези наречени визил со копчиња, односно атечмени без копчиња на принцип на вакуум што се држат. Најново импланти. Имплантите се навистина едно убаво решение кое што бара многу строга орална хигиена. Да, меѓутоа не може секој да ги... Не, напротив, секој може да ги поднесе имплантот, затоа што телото не знае дека има нешто во него. Имплантот е направен од еден неутрален материјал, кој што е испрскан со една субстанција која што предизвикува биост, значи која што предизвикува остеоинтеграција. Интегрирање во коската е сега тоа што имплантот бара орална хигиена многу ригорозна, тоа е друга работа. Тоа зависи само од орално-хигиенските навики на човекот, како не би се наталожиле бактерии во еден бактериски биофилм, како што кажавте предходно во прилогот, околу имплантот да се направи периимплантит и телото да го исфрли имплантот. Доктор Кристијан, веќе година дена, многу ми е важно да го слушнат нашите гледачи, бидејќи навистина е за поздрав и секоја чест. Веќе година дена работите со деца, со посебни потреби кои што се. Обично ви доаѓаат деца со Даунов синдром, а знаеме колку е специфично да се работи со тие деца, а посебно да им се прават зъбите, бидејќи колку што јас можев да се информирам,
им ставаат тотална анестезија за да прават заби или треба да им ставаат? Не треба, понекогаш има некои индикации кога детето навистина не може со локална анестезија или без анестезија да се изведе таа стоматолошка интервенција, па детето се внесува во тотална анестезија. Така. Меѓутоа тоа е само во екстремните случаи. Да се работи со дете со Даунов синдром. Како успевате? Најпрви не голема чест Така. за тоа дете да дојде во стоматолошката ординација, да се спријатели со вас, да ви дозволи вие да бидете одговорен за неговото орално здравје, односно да чепнете во неговата уста. Тоа само со една многу добра психолошка примена. Така. Припрема. Значи, јас како што велам, првиот контакт со детето, со било кое дете, првиот контакт со стоматологот и детето е најбитен. Така. Со детето кое што има Даун синдром и стоматологот, првиот контакт е исто толку битен како вториот, третиот и секој понатамошен. Така. Затоа што тоа дете или ве прифаќа како негов пријател и ја покажува целата своја љубов и ја изразува кон вас, а верувајте ми, детето со Даун синдром има една неизмерна, искрена љубов која што е спремно да ја даде во секој момент. Или створува отпор према вас и ни подразно не би можеле да му се доближите на такво дете, а камоли да му отворите во уста, да му буричкате по забите, односно да му ги излечите запчињата. Така. А децата со Даун синдром, за разлика од другите деца, имаат многу повеќе проблеми со запчињата, со јазикот, со вилиците Така. и со Знаеме оралната дека да. микрофлора. Колку од каде идејата да го работите ова, уште да повеќе да потенцираме дека тоа го правите бесплатно? Да, јас бесплатно ги лекувам децата со Даун синдром кои што ќе дојдат во мојата ординација. Кој ви беше мотивот? Каков мотив, што ви беше мотивот за да го направите сето това и да го правите се уште за овие лица со посебни Во потреби? моите тинејџерски луди години Така. имав една многу тешка сообраќајна несреќа со Така. мотор. После која што бев и во кома, имав многу сериозни последици и еден добар период на време јас видов како е да се биде човек со посебни потреби. Така. И видов како е да се има посебна потреба од грижа, посебна потреба од љубов, да некој биде поттрпелив со вас, за да вие можете Така. да ги Значи, исполните од тука задачи. потекнува мотивот тоа да го работите? Јас дадов еден завет дека еден ден ќе станам Така. стоматолог, да станам стоматолог ми беше завет од мои 4 Од мал, години. да, Од да, мал. добро. Меѓутоа да помагам на тие луѓе, од кога видов како е да се биде во потреба од некој што ќе може целосно да ве разбере и да ви одговори на потребите за помош, од тогаш почнав да помагам на лицата. Стапи во контакт со Сдруженијето Трисомија 21 и од таму со нивна неизмерно добра соработка и поддршка почнав да третирам лица со Даунов синдром секако бесплатно, затоа што да се наплати на такво дете не гледам која е потреба. Навистина секоја чест. Како оди досега соработката со дечињата? Соработката со дечињата оди прекрасно. Тоа се прекрасни дечиња. Дечиња кои што се неизмерно поврзани со мене, Так. кои што ме викаат доктор Бато, кои што доаѓаат на сокче, кои што доаѓаат да се видиме. Па и на улица кога ќе ме сретнат се гушкаме и така натаму. Како што реков да некој ја признае мојата работа за добра е навистина најголемата награда до сега. Така. Ајде сега да се задржиме на дечињата. Имаме уште околу 10 минути, меѓутоа имаме гледач, ајде да го вклучиме. Добро вечер, кој се јавува? Добар. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Голем поздрав до докторот. Благодариме. Ваков доктор мајка не раѓа, еднаш се раѓа во животот. Дали сте негов пациент? Да. Ете. Штом волку убаво го фалите и убави зборови кажувате, предпоставував дека сте и навистина Кристијан е пред се прекрасен човек и прекрасна личност. Јас му препорачувам кој не отишол кај него, не знае, ама кој отишол кај него знае секој. Така, многу ми е драго, аз се надевам на доктор Кристијан уште подраго како што вели кога ќе слушне дека вакви пофелби добива од оние пациенти кои што се Еднаш ка раѓа мајка, втор пат не. Нешто да прашате освен пофалбите? Немаме коментар за кај него, немаме ништо. Емисијата ви е многу добра. Благодариме, многу следете на еве секогаш.
а се надевам дека секако нели понатаму ќе го посетувате доктор Кристијан кој ќе имате проблеми со оралното здравје. Ви благодариме во секој случај што се јавивте доктор Кристијан. Еве поздравете го и вие. Благодарам и јас до пациентот. Баш позитивно изненадени. Навистина многу ме изненади и се надевам дека ќе дојде повторно, затоа што за мене стоматолошки третман, успешен стоматолошки третман, не е третман после кој што се тргаат, односно санираат сите проблеми со забите и оралната празнина, тоа е стоматолошки третман после кој што човекот повторно ќе сака да дојде. Така, и ќе има доверба во со задоволство, без отпор да дојде на стоматолог. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Добар ден. Добар ден. Ќе ве молам дали може да се вклучам во емисијата? Во емисијата сте вклучени, веќе говорете. Само намалите го тонот на телевизорот. Го намалив, да. Ајде, сега да се слушнеме. Ќе ве молам, мажот ми мој има проблем со забите. Добро. И многу го фала докторот. Каде се наоѓа неговата ординација? Па вака сега, бидејќи имаме ние некои правила, не можеме директно во вака да ви кажеме преку телефон, меѓутоа јавете се веднаш после емисија или јавете се утре, ќе ви го дадеме во телевизија, ќе го имаме бројот ние доктор Кристијан и на сите оние кои што не следат и сакаат да стапат во контакт со доктор Кристијан, веќе утре после 9 часот може да се јавите во телевизија Сонце, нистеве броеви, ќе ви го дадеме бројот. Колку сат да се јавиме? После 9 часот веќе можете да се јавите, ќе го има тука бројот од доктор Кристијан, не само за вас и за сите оние кои што не следат и ќе може да го добиете и да се искомуницирате. Ви благодариме многу. Ите доктор Кристијан, до каде стигнавме? Ајде за децата. Сакав да прашам колку е важно оралното здравје што е од детска возраст и како треба да се постапува со децата? Што треба да им се сади, кои навики, значи како, што треба да прават? Дали навистина треба да им забрануваме многу благо да јадат? Не. Сокови газирани, обично тоа велат многу штетини или оние сокови со премногу шеќери. Оралното здравје и навиките за добра орална хигиена се од едно круцијално значење уште во детската возраст, затоа што млечните запчиња, 20 иначе на број, се таму ставени за да бидат здрави и за да бидат чувари на простор, освен што ќе извршуваат нивната фонетска улога, односно правилното зборување, што естетската улога, знаете, имаме гледач, ајде да го вклучиме сепак. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Пациентка, сакам да контактирам со докторот. Имам ја тотални протези. Добро. Меѓутоа некако не можам да ги трпам. Па ме интересира дали работи они што се сега помеки, како ги викаат тие силиконски. Дали работи такви протези? Да. Дали имам тотални. Добро, може, да. Така, дали имате комуникација со доктор Кристијан? Молам? Дали досега сте биле кај него? Не, па затоа сакам додам кај него, па и претходната гледачка праша кај се наоѓа, па вака сега, значи, поради некои правила ние што ги имаме, не смееме да кажуваме телефони и така натаму, нели? Меѓутоа кажав еве и за вас и за сите кои што не следат, утре после 9 часот. Едно ме интересира. Кажете? Тие силиконските протези, на колку време се менуваат? Добро, значи, еве, доктор Кристијан ќе ви одговори, а за телефонот кажав веќе утре после 9 часот јавете се, во телевизија ќе го добиете. Ете така. Ме интересира тие силиконските протези, на колку време се менуваат? Добро, ви благодариме за прашањето, еве следите веќе доктор Кристијан ќе ви одговори. Силиконските протези, односно валпласт протезите, исто како и обичната парцијална или тотална акрилатна протеза, се менува по потреба. Така. На 5 години се почестите протези, меѓутоа некогаш може да се случи да се сменат и порано, некогаш да се смени и подоцна. Се е тоа индивидуално од пациентот, од нивните резидуални, односно останати алвеоларни гребени, од тоа колку може да ја носат протезата, односно да носат вакуум. Така, добро, во секој случај, кога веќе ќе се направи нешто тако, претпоставам дека ако без разлика дали сте ви или некој друг доктор, ќе има комуникација, па и совет кога, како и што. Јас прво би предложил на пациентката да дојде да видиме дали може да направиме корекција на протезата, затоа што многу често знае да се случи да тоталните протези бидат малце поголеми, подолги да бидат.
пуштени нивните граници да прават проблем. Проблеми на грлото, проблеми со убивање, така наречено на непцата, со лоша стабилизација и така натаму. Добро, еве се надевам дека сите оние кои што не седат уште еднаш да потенцирам ќе го добијат бројот од доктор Кристијан утре, може да се јават како што кажав после 9 часот, па ќе може да се сретнат со него, да закажат термин и да сите оние проблеми што ги имаат, да може доктор Кристијан да им ги реши. Да дефинираме за дечињата ми е многу битно. За дечињата, освен што имаат естетска функција, функција мастикаторна, односно жвакање, фонетска функција, тие зъби се таму ставени за да бидат чувари на простор. И многу е добро да се сочуваат здрави, прави тие млечни зъбчиња до никнувањето, до физиолошката смена на трајните зъби. Затоа што подоцна нема да имаме ортодонтски аномалии, односно аномалии со искривување на зъбите, искривување на зъбните лаци и така натаму. Затоа битно е да се одржува една многу добра орална хигиена и да се внимава на диетата на детето. Значи, благи работи, чоколади, сокови да се јадат само во еден период од денот. Еднаш како почне да јаде благо, да речеме во рок од 1 час да си се најаде детето благо. И потоа да ги измие зъбчињата. И потоа да ги измие зъбчињата и понатаму во денот нема сладки работи. За зъбите да имаат можност за репарација. А доколку цел ден ние им даваме на тие орални бактерии на биофилмот, како што кажавте во прилогот на почеток на емисијата шекери, тие ќе почнат да лачат се повеќе и повеќе киселина и да го уништат млечното зъбче, кое што е далеку поподложно на дентален кариес со трајните зъби заради нивната пограцилна структура и по тенок слој на емајл. А веќе подоцна во нели кога веќе ќе се сменат зъбите на децата, па кога ќе им израснат трајните, што тогаш, што препорачувате? Колку треба да се оди на стоматолог? Дали еднаш два пати во годината, еднаш во годината или како да се тука да се реагира? Бидејќи најголемите, како да кажам, проблеми и пропусти некако тука се прават, ми се чини, можеби во тој период кога веќе децата одат во школо и така натаму. Колку често треба да посетуваат стоматолог децата во училишна возраст? Најмалку 2 пати годишно. Најмалку. Американската дентална асоциација вели колку може почесто, толку е подобро. За и да ако има некој кариес, како што кажавме на почетокот, да е во првиот стадиум, така. Во почетен стадиум за подоцна да не се развие кон една цела плејада на орални и дентални заболувања и последици од истите. А кога говоревме околу чистењето на зъбен камен, ме интересира од приеска, мислам да ве прашам, дали сите мораме да го правиме тоа и на колку време? Сите без исклучок треба. Препорачливо е да се чисти зъбниот камен и да се одржува оралната хигиена, односно да се изчистат меките наслаги на зъбите, да се испразнат пародонталните, односно гингивалните џепови доколку постојат. Се препорачува 2 пати годишно, но сепак, како што реков, тоа е една мултифакторијална состојба, кога некогаш дозволува и повеќе пати во текот на годината има побарувачка од чистење на зъбен камен, наслаги и така натаму, затоа што зъбниот камен со денешната храна, вода и пијалоци, за жал, се формира многу почесто отколку што се формирал пред 10-15 години и така натаму. И ме интересира за оние води што се дентални води што се за испирање, дали тие исто мора да се употребуваат, бидејќи колку што знаеме, колку што сме информирани, и тие колку и пастата делуваат во сузбивањето на бактериите во устата. Тоа е водички за испирање дентални кои што се водичките за испирање. Водичките за испирање се навистина. Зашто служат? Па тие според нивните проспекти, значи ги уништуваат 98% од бактериите на зъбите и во оралната празнина. Треба да се употребуваат. Треба, меѓутоа не премногу често, затоа што ве прашувам да се знае. Тие 98% на бактерии, многу бактерии требаат, затоа што тие се научени во симбиоза, односно во соживот да помагаат на зъбите и на процесот на заштитување на оралната празнина. И како да ги употребуваме водичките? Значи колку например, дали еднаш во денот, најубаво наутро или 2 пати во денот, наутро и навечер, после мијето на зъбите, во помала концентрација, помала количина. Половина минута се плакне и тоа е тоа. Така. Значи, доктор Кристијан, да заклучиме, грижата за оралното здравје е многу важна. Уште повеќе што, како што кажавме, сите оние бактерии кои што ги имаме во устата,
ако им дозволиме уште повеќе да се размножат, може нели да делуваат лошо и на другите. И на телесното здравје, бактерии, габи, кандида и така натаму и така натаму може да делуваат на вистина лошо врз целосното телесно здравје на човекот. Така. Доктор Кристијан, ти благодарам за денес. Уште еднаш да потенцираме. Денешен мој соговорник и гостин беше доктор Кристијан Ристовски, кој што е стоматолог и доаѓа од приватната здравствена установа доктор Кристијан. Се надевам дека во некоја следна прилика повторно ќе не удостоиш со своето присуство и уште еднаш да потенцираме секоја чест за доктор Кристијан, бидејќи веќе година дена тој се грижи за дечињата со Даунов синдром и им ги поправа забите бесплатно, што е навистина за поздрав. Навистина за поздрав е. Ти посакувам успех во понатамошната твоја работа и овие убави зборови кои што ги кажа сите твои пациенти, се надевам дека понатаму ќе ги оправдуваш со она твоја посветеност. Се множат повеќе и повеќе. Така. Ти благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, и јас да ви се заблагодарам за денешното внимание. Се надевам дека и те бевме интересни, не следевте до крај. Јас ќе ви посакам пријатен и убав остаток од денот. Грижете се за своето здравје, имајте добро здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.